Јун Сук Јеол, јужнокорејскиот претседател, откако во декември за краток период прогласи вонредна состојба, беше суспендиран, а денеска е веќе и приведен. Ова ни е појдовната точка во меѓународната анализа за ова утро. Посакувам добро утро. Добро утро и да докажам само дека тој е се уште претседател на Јужна Кореја, се дека Врховниот суд не прогласи дека не е, а процедурата од прилика е негово апсење, 48 часовна истрага и потоа ќе одлучува дали ќе го задржат или не, но тој останува да биде претседател на Јужна Кореја. Практично историја се случува Јужна Кореја, првпат во историјата се апси еден актуелен претседател. Апсењето е од втор обид. Првиот обид беше неуспешен неодамна, кога неговото обезбедување буквално се спротистави на полицијата, па и на армијата, мислам, не сум сигурен. Се направи една голема, би се рекол, политичка нестабилност на една таква држава каква што е Јужна Кореја. Не знам дали забележуваш, Јужна Кореја е држава која е позитивен пример за сите наши генерации, демократија, технолошки напредна, јаки брендови во светот доминираат, наспроти онаа за останата Северна Кореја која е под комунистички режим, но се испоставува сега нешто друго преседан, обид на претседателот да направи државен удар и да ги суспендира институциите, возвраќање од страна на институциите во кои мнозинство во парламентот има опозиција на Јужна Кореја, демократска, некоја демократска партија, да не навлегуваме во имињата. И сега што се случува? Се случува еден обид за државен удар, обид за контрадржавен удар. Се е тоа легално, ништо не е легално, ќе видиме како ќе испадне. Се на се една нова политичка нестабилност, а според мене увертира во она што тек допрва ќе се случува во Југоисточна Азија, пред се Корејскиот полуостров и Кина која е во близина и доаѓањето на Трамп кој планира да се пресмета со Кина, а се разбира Јужна Кореја би требала да биде еден од главните сојузници на САД во таа пресметка. И сега одиме понатаму, она што го зборуваме јас и ти секој ден ќе те потсетам колку е лошо кога имате замрзнат конфликт. Јужна Кореја и Корејскиот полуостров по граѓанската војна 1953 година потпиша примирие, но не и мир, што значи дека во секој момент тоа примирие може да се наруши за влез во нова братоубиствена војна преку со Северна Кореја, со нивните браќа, кој ги дели 33-та паралела само по политички причини, а не и по како народи, како нација, дури мислам дека јазикот го имаат ист. Зошто ја спомнав Северна Кореја? Бидејќи Северна Кореја од друга страна е нели под Ким Џонг Ун, односно под неговото семејство. Таа сега учествува од страна на Русија против Украина, наспроти Јужна Кореја која од страната на Украина и Соединетите Американски држави. И да скратам, во границата на Јужна Кореја, односно на јужнокорејскиот дел, има над 70.000 американски војници, имаме претседател во кој се обиде да направи преврат, кој се наоѓа во затвор. Јужна Кореја нема претседател, тензија има на Корејскиот полуостров, увертира за некакви нови судири. Мислам дека таму политичката, а можеби воената разврска е се поизвестна. За 5 дена Доналд Трамп ќе се случува инаугурацијата на Доналд Трамп. Долго најавуваната и очекуваната. Спектакуларно се најавува оваа инаугурација и наша делегација ќе биде таму, еве да потсетиме, предводена од премиерот Христијан Мицкоски. Сега денеска излезе информацијата дека ќе има силно полициско обезбедување. Па добро, логично е тоа. Логично е инаугурација на нов претседател на САД, независно кој е, ама плюс дополнително се работи за Трамп и он има една историја по подолги децени или векови или не знам веќе како, еден претседател кој бил во еден мандат па загубил па повторно се враќа во друг мандат. Второ, Трамп е интересен самиот по себе поради својот начин на практикување на изјави и во однос кон политиката, како он тоа го прави за разлика од претходните, че неконвенционален е. Доаѓа во едно историско време кога светот некако очекува спас од неговото доаѓање во Белата куќа поради актуелната состојба во светот или војната која се повеќе се шири. Многу очекувања, нормално дека е на мета на тие што не се согласуваат со него. Тој сака малку сега и да направи шоу
во својот стил, ке подсетам, Трамп имаше свој шоу 90-тите години, е мајстор на тој пиар, он е бизнисмен, не е класичен политичар, сето тоа ми се чини игра дополнителна улога, но факт е дека безбедносната закана за инаугурацијата е огромна, бидејќи Трамп со многумина моќници во светот има влезено во директен конфликт. Не зборам држави, зборувам поединци. Руши еден систем на демократите кои владееа претходно и кои поставија некои стандарди кои лошо се влијае врз светот. Ова со Калифорнија не го споменуваме, бидејќи нема ништо да се коментира таму, се случи една буквално апокалипса, зашто многумина сметаат дека од една страна е удар за Трамп, кој треба да дојде да го решава, од друга страна многумина велат дека ова му оди во прилог на Трамп, бидејќи ја покажува како демократите се однесувале кон најосновните работи внатре во Соединетите Американски држави, празни хидранти, неподготвени пожарникари и сето она што би се случило во било која држава во свет, но не и во САД. И она што Трамп сака да го покаже, тоа е дека Америка ќе направиме повторно голема, во смисол на тоа дека ќе се посвети малку на внатрешната политика, наспроти демократите кои одеа надвор, правеа се и се што беа буквално запршка во секоја манџа во светот, а еве дома им изгоре најбогатата држава, најбогатата сојузна држава. Така да ќе видиме сега што ќе направи Трамп по инаугурацијата. Ние вчера коментиравме дека ќе се среќава со Путин, коментиравме дека израелско-палестинскиот конфликт е пак повторно очигледно ќе биде замрзнат, бидејќи ќе има примирие, договорени се 3 фази таму во посредство на Трамп, но ќе видиме дали тој план на Трамп за Израел ќе профункционира, еве почнува, веројатно, такви се најавите, но дали ќе профункционира овој другиот план за Украина и Русија, тоа ќе го видиме. Сакав и следната точка тоа да не биде дискусија во следните минути што се случува во последните 24 часа. Па таму се случува ескалација на конфликтот кои светските медиуми за многу помали судири во Украина меѓу русите и украинците многу повеќе јавува и има извештаи од што сега. Ние имаме буквално разгорување на судирот меѓу Русија и Украина, пред се во предвечерието на доаѓањето на Трамп и неговите најави дека веднаш кој ќе влезе, ќе седне, ќе направи примирие, мир, тој веќе има план, да не подсетувам, има план за запирање на војната, кој до каде стигнал, тоа е негово и веќе нема војна, па изгледа во тој дух овие две завојувани страни го прават. Само ќе подсетам, изминативе 48 часа, ние вчера имавме жесток украински напад врз Русија, врз руски територии. Денеска имаме возвраќање. Русите направија жесток напад врз Украина, каде што е на мета и во двата напади, и вчера и денес е енергетската инфраструктура, нафтените резерви и луѓето, бидејќи, повторно ќе кажам, светските медиуми кои јавуваат за оваа војна, според мене се многу нелогично сето тоа го прават, бидејќи ние овие 2 дена имаме буквално жестоки судири, а многу малку имаме вести, имаме поважни вести што Трамп ќе направи кога ќе дојде. Па тој денеска да дојде, оваа вест морате да ви биде прва на тикерите. И 5 дена зборуваме за неговата инаугурација. Да, и ја не знам ако дојде он на 20 го инаугурираат, на 20 попладне дали ова ќе запре или уште повеќе ќе се разгори. И ми се чини дека реакцијата на Москва е можеби најреална во моментот кај што велат, види, ние немаме некои најави што ќе се случува. Ако не повикаат на разговори ќе дојдеме, но војната ќе продолжи. Војната ќе видиме, бидејќи Трамп го помести, тоа го зборувавме. Трамп на одветувањето дека за 24 часа ќе ја запре војната, сега рече 6 месеци ќе ја запира војната, значи има пролонгирање. И второ, некои негови блиски соработници во новата администрација веќе најавуваат дека војната во Украина ќе се продолжи најнормално, дека не ги остварат целите и Западот и Украина од една страна и Русија од друга, ќе видиме кој ќе победи. Се на се во Украина, да сумирам, војната еве колку време помина, не само што не стивнува, туку зема без малку 3 години. Дали ова кулминација, па после ќе дојде до прекид на огнот, ќе видиме, све зависи од угледот и добрите намери на Трамп, но и на овие завојувани страни, бидејќи колку и да е моќна администрацијата во Вашингтон, не зависи од неа што ќе се случува на теренот. Да, благодарам. Секако тука сме да ги следиме
останатите идни случувања поврзани како со ова тло и со останатите светски случувања. Благодарам Андоновиќ што Благодарам беше на вас. заедно со нас и ова утро. Ние почитувани продолжуваме со нашата програма. Ве известуваме и ве потсетуваме кои ќе бидат нашите гости за кратко.